Според програмата за изградба и одржување на патишта и улици во рамките на општина Кочани во тековната 2017 година, средствата се обезбедени од Агенцијата за државни патишта, од буџетот на општина Кочани, од Светската банка за обнова и развој и од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Најголем дел од средствата, околу 38 милиони денари, ги обезбедува општината од сопствени извори, а 4,5 милиони Агенцијата за државни патишта. За изградба и реконструкција на улици ќе се потрошат 51 милион денари. Покрај тоа, Светската банка на општина Кочани одобри донација за реализација на проектот локален пат улица Гоце Делчев прв дел за поврзување на Оризари со регионалниот пат и градот Кочани во износ од 16 милиони денари, од кои таа треба да обезбеди 3,5 милиони денари. За крпење на ударни дупки и прекопи со асфалт во текот на 2017 година ќе се потрошат околу 1 милион и 500 илјади денари. За набавка на вертикална сигнализација се планирани вкупно 300 илјади, а за обележување на хоризонтална сигнализација 700 илјади денари. За одржување на општински патишта и улици се планирани 1 милион и 800 илјади денари. Во делот на изградба и реконструкција на улици за 2017 година преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој, како и со сопствени средства, ќе се обезбедат над 26 милиони денари за реализација на проекти од патна инфраструктура. Со проектот за рехабилитација и подобрување на општинските патишта во Република Македонија, општина Кочани преку Агенцијата за финансиска поддршка на рурален развој ќе аплицира за дел од патниот правец Оризари село Пресека, за кој се бараат средства од висина од 28 милиони и 600 илјади денари, чија имплементација е планирана во текот на 2017 година. За оваа година беше предвидена и реализација на кружниот тек кај двојниот мост, вреден над 10 милиони денари.